Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска навистина ми е задоволство и чест да зборувам на пресконференција на која што владата на Република Македонија, како што се обврза во програмата, така и денеска во пракса, за прв пат системски ќе почне да работи на воспоставување на родова еднаквост во Република Македонија. Токму на истото не обврзува и член 5 од Законот за еднакви можности на мажите и жените, но досега сме сведоци дека во изминатите 10 години имаше уназадување на родовата еднаквост. Денеска е првиот чекор кој што заедно со Министерството за информатичко општество, а притому честитам и на Министерот за информатичко општество и администрација, дека администрацијата ќе почнеме да ја спремаме да знае да креира родово одговорни политики. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор е да тие политики почнеме да ги имплементираме, но знаеме дека без буџет не може да се имплементира ниту една политика, затоа вториот чекор ќе биде успоставување на систем на родово одговорно буџетирање во Македонија и дури потоа ќе почне да зборуваме за вистински систем кој што креира можности за еднакви кои што се и за мажите и за жените. Токму ние како Министерство за труд и социјална политика, освен овие чекори кои што го движиме системот или администрацијата, целото општество кон воспоставување на родова еднаквост, од друга страна пак ние како Министерство ги припремаме институциите и за ратификација на Истанбулската конвенција со цел да конечно направиме и механизми и сервиси кои што ќе ги штитат девојките и жените од насилство. Сведоци сме дека повеќе од 50% од жените ни се неактивни на пазар на труд, сведоци сме дека е голем процентот на жени жртви на насилство и не може да зборуваме за нивно вклучување во општеството ако ни се случуваат овие базични работи во Република Македонија. Токму во таа насока по ратификувањето на конвенцијата ќе ги воспоставиме и сите сервиси кои што таа не обврзува да ги направиме како држава. Уште еднаш честитки кон Министерството за информатичко општество и администрација за овој чекор и за министерот кој што ја поддржува родовата еднаквост во Република Македонија. Ви благодарам за честитките, меѓутоа ова е не само законска обврска за вклучување на родовата еднаквост во политиките и програмите на владата, туку и наша цврста програмска определба и стратегија за која што се залагаме веќе подолго време. Не треба родовата еднаквост во политиките да ја сваќаме само како законска обврска, туку нешто во што цврстот навистина треба да веруваме. И затоа од овие причини Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со поддршка на телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, UN Women, подготвивме содржини од областа на родовата еднаквост, наменети за вработените во јавната администрација. На овој начин сакаме системски да имаат можност вработените во јавната администрација да добијат соодветно и образование, но и тренинг во однос на политиките за родова еднаквост. Модулите се состојат од два дела, имаме основен и напреден курс од областа на родовата еднаквост на теми кои што се директно поврзани со работата и обврските во јавната администрација. Основниот курс е наменет за сите службеници, а напредниот е за оние кои што се на повисоки позиции. Ги опфаќа основните концепти на родова еднаквост, препознавањето на родовата дискриминација, меѓународни конвенции, директиви, нашата национално законодавство и така натака. Напредниот курс е наменет за повисоките позиции, функции и ги опфаќа темите кои се директно поврзани за процесите на креирање, на следење и оценка на политиките од страна на администрацијата. Курсевите беа тестирани од фокус групи, со вработени од администрацијата на различни нивоа и позиции и беа вклучени и мажи и жени, што е многу важно, и нивните забелешки нормално беа вградени во конечната верзија на модулите. На овој начин сакавме да обезбедиме и контрола на квалитетот, но навистина и вклученост и прилагодување на самите модули согласно потребите на вработените во администрацијата. Ова е нов пристап, еден би рекол одржлив и стратешки пристап во однос на ова прашање за прв пат во администрацијата и затоа би сакал да им се заблагодарам и на Министерството за труд и социјална политика и лично на министерката, затоа што е прилично и нејзина лична агенда и борба која што цврсто верува, на сите државни службеници кои што учествуваа во изработката на овие модули и нормално и на UN Women за техничката и експертската помош во целиот овој процес. Се надевам дека нема и тука да застанеме, туку напротив сме отворени за зголемување на опсегот на ова што го правиме заедно.